И денеска 19 минути пред 19 часот, пред следните вести на телевизија Нова, време малку за забава на телевизија. Добродојавте во новото издание на Сцена и денеска ви ветувам ексклузивни содржини и една промоција на нов спот. Да, еве го најавниот форшпан за дел од содржините со кој што ќе се занимаваме следниве 15 на минути. Денеска во Сцена, како помина скопската премиера на филмот Лазар, филмот за илегалниот транспорт на бегалци и мигранти. IQ, слават роденден со Дунавка во новиот видеозапис. Гледајте не до самиот крај. Да, IQ слават роден ден со Дунавка, барем така го формулиравме во најавниот форшпан она што ќе го зборуваме во продолжение. Бојан од IQ ни е во живо во нашата емисија, но малку подоцна ќе зборуваме и ќе правиме промоција на нивниот нов спот. Ајде сега малку шоу-биз вестите. Поточно ќе погледнеме како Леонардо Ди Каприо се забавува со куп девојки во само една кола, а исто така ќе дознаеме и кој од нашите пејачи има над 2 милиони прегледи на YouTube. Свет ги нема, знам, само да те имам себе дал, да те имам. Владко Лозановски пред да го отпее хитот "Нема ден, нема ноќ" го убедувале да не ја пее, а песната денес има преку 2 милиони прегледи на YouTube. Речиси сите најблиски соработници и пријатели биле против тоа Лозановски да испее еден од неговите најголеми хитови. Меѓутоа, неговата тврдоглавост на крајот се исплатила. Оваа песна на Лозано е една од неговите неслушани песни и досега има 2,5 милиони прегледи на YouTube. За оваа песна сите биле скептични, но токму тој инсистирал песната да биде испеена. На почетокот звучала многу едноставно, онака како и секоја друга обична песна, но тој секога знае да најде начин за секоја песна да биде интересно испеена. Имало нешто во неа што Лозановски знаел дека кај луѓето ќе има позитивна реакција. На крај така и се случи. Автомобил полн со девојки. Ди Каприо обиде да се скрие од папараците. Тој обожува да се забавува, а многу пати досега се обидел да се скрие од папараците, но тоа завршувало неуспешно, токму како и овој пат. Леонардо Ди Каприо беше забележан како излегува од клуб во Њујорк, додека во автомобилот го чекаа неколку девојки. Тој со капа и јакна се обиде да се скрие, сепак сите го забележаа и тој беше фотографиран. 41 годишниот актер беше поврзуван со Ријана, но очигледно има нова девојка. Џими Филон е мајстор во синхронизирање со усни, а Аријана Гранде е кралица на имитирање на музичките звезди. Па можете да замислите што ќе се случи кога нивните таленти се комбинираат. Токму тоа се случи на последното шоу на Џими Филон. Тие се сретнаа пред почетокот на шоуто и некако успеа да комуницираат преку песни и нивниот текст. Не е изненадување што се одлични во тоа. Насмете се на малиот мюзикал кој го приредија Џими Филон и Аријана Гранде. I just posted a Throwback Thursday. Once I was 7 years old. Cool. I just posted one from When I was 17. yeah. Those were the days. Wish we could turn back time to the good old days. Hey, speaking of that, Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Yeah, that was like 20 minutes ago. We were walking in the Work, 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 work. Phew. Sorry. Feels good to get that off the chest. so you got any big plans this weekend? I'm gonna go to home. Да, во конверзација во живо имам гостин денеска во студио. Нема да синхронизираме, во ова ќе се обидеме некоја следна прилика. Бојан, здраво, добро дојде. Не е проблем. Ќе запееме, да, тоа можеме. Ќе се разбереме, да. Како си ми, Бојан? Добре, супер. Да, Бојан од IQ. Денеска промовираме нов спот и навистина е свежо оно што ќе имате можност да го погледнете додека ние си разговараме. Промоцијата ни припадна токму на нас, ексклузивно во Сцена. Долги години сте на нашата македонска сцена и од кога се појавивте, навистина оставате впечаток и оставате зад себе многу хит. Минатата година, кога сме веќе кај годините, имавте навистина успешна година со тоа што го објавивте вашиот албум, со тоа што победивте на Скопски фестивал. Оваа година како ќе оправдате? Земавте награди, добро тоа. Да.
Ова е тоа година беше- како ќе оправдате. Тоа беше кажете. супер за 2015, меѓутоа секоја дојновата 2016 година ни создаде некаква обврска дека треба да направиме нешто ново што ќе Така е. биде на барем исто толку добро ниво, а луѓето очекуваат да ги импресионираш со многу повеќе од тоа што претходно Така е. те виделе. Така да ете ние не застанавме, последно нешто од нас што видовте беше песната Убава на Скопски, таа се уште се врти по радиостаници. И ќе се врти навистина. Се надевам ќе се Мислам дека врти, ќе остане зашто како да не, Evergreen да. Бојане. Ајде ќе покаже времето, Да. само времето тоа ќе каже. И решивме ние да си продолжиме со нашето редовно темпо на работење, кога станува збор за музиката. Новата песна се вика Сепак ми е забавно. За истата песна решивме да снимиме спот. И Сега ќе го зирнеме накусо колку што имаме нели време додека Да. ние разговараме, од режијата ќе го пуштат на нашите гледачи. Спот кој што навистина е интересен. Да, го најавивме со гостување во нашата емисија на Дунавка и навистина ми е се разбира следното прашање од каде сега Дунавка кај вас во спот? не знам дали знаете, името на песната е Сепак ми е забавно. Аха. Има една сцена каде што Дунавка слави роден ден. Ние решивме дека ако веќе некој ни гостува, олицетворение на Сепак ми е забавно е Дунавка Дунавка Трифуновска. Трифуновска. Да. И што е уште поинтересно, ние не знаевме дека таа ќе се случи, кога се слушаме со Дунавка, зборевме за спотов, викам треба да биде некоја сцена каде што ти ќе славиш роден ден, тој и тој датум ќе биде. И она ми вика супер, пошто баш дентот ми е роден ден. Да, некако се поклопија И да некако, да, кармички се спои работата на прав начин. Така? И супер излезе, баш е лабаво, баш е сепак ми е забавно. Така, претпоставам дека задоволни од како тоа излезе на самиот крај. Ние сме И задоволни од сега. соработката со Дунавка и од снимањето. Да, она си е сосема природно во нејзиното природно издание и баш така и сакавме да биде. Така. Имате можност, почитувани гледачи, премиерно и ексклузивно да го зимнете новиот спот во моментов токму на IQ за нивната нова тема свежо, ептен свежо денеска во сцена. Како продолжувате после новиот спот? Новиот спот, па и песната Убава, тоа е веќе дел од нов проект што ќе Така. се вика трет албум на IQ. И имаме Убава и имаме втората песна како втор сингл. Сепак ми е забавно и можам да откриам дека веќе се добар процент подготвени новите песни што треба да следуваат како нови синглови. Така да крај на оваа година или почеток на следната најкасно ќе излезе. Значи, и сепак ќе се третиот оправда албум. годинава со уште еден нов албум. Мораме, притисок голем. Мора. Учество на фестивал? Или може, доста? Или може ќе видиме. Ќе видиме тоа, не можам сега да кажам. Така. Бојане, ви посакувам многу успеси, многу хитови, продолжете Фала ви. онаму каде што започнавте и се разбира, ќе се гледаме во некои следни прилики, ние сме тука расположени за се оно што вие ќе го презентирате. Ви благодарам на поканата. Така, поздрав и до сите членови на IQ. Поздрав и до целата публика. Така, а вчера бевме на една убава промоција, се случи скопската промоција на филмот Лазар и погледнете кого се забележа нашата камера и како помина. По светската премиера на Интернационалниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки, вчера вечер скопската публика имаше можност да присуствува на премиерата на македонскиот игрен филм Лазар. Што работиш за него? Филм кој што беше премиерно прикажан во септември минатата година и приказна прикажана на филмското платно која обработува актуелна тема за илегалниот транспорт на мигранти и бегалци. За идејата на сценариото, одговор побаравме од човекот кој се подпишува како режисер на Лазар, Светозар Ристовски. Станува збор за еден млад човек кој што е вклучен во мрежата на илегално префрлање мигранти во Европска унија. Криминален бизнес кој што се случува кај нас во Македонија веќе со години, така да приказната е не е нова и невообичаена, е нешто што ме инспирираше пред 7-8 години и кој од тогаш значи започна процесот на правење на овој филм кој што конечно е стигна до скопската публика на моје големо задоволство. Филмот во себе носи и порака која треба да ја пронајде секој од нас. Мислам дека доколку филмот предизвика емпатија и сочувство кај гледачите, целта е постигната. Освен на филмскиот фестивал Браќа Манаки,
Овој македонски филм беше прикажан и надвор од границите на нашата земја. Филмот беше прикажан премиерно меѓународно на фестивалот во Варшава, Полска, потоа Санта Барбара во Соединетите Американски држави, потоа Монпелје во Франција, Луксембург. Сега следуваат Брисел, Прага, Фебио Фест. Во филмот главните улоги ги толкуваат нашите Дејан Лилич и Наташа Петровиќ и хрватските актери кои со воодушевување говорат за македонскиот јазик. Играм на македонском језику. Открио sam da u Makedoniji osim što postoji predivna glazba, postoji i predivan jezik na kojem smo jako puno vježbali. Super je uvijek, pogotovo za glumce, pogotovo za ljude koji se bave filmom, da smo počeli raditi koprodukcije. Evo sad sam ja radio jedan film u Hrvatskoj gdje je kompletna rasvjeta, šarf, ljudi od kamere, svi bili su baš iz Makedonije. Ista ova grupa s kojima sam snimao Lazara. Sad su snimali kod nas u Hrvatskoj na Braču i na Hvaru. To što smo svi zajedno radili, meni je to najljepše životno iskustvo rad na filmu Lazar i u Makedoniji sa makedonskom ekipom. Ljudi su bili jako ljubazni, dobri, otvoreni kao što ljudi u Makedoniji jesu. Odličnog, savršenog, najboljeg učitelja Kirila Grujovskog koji nas je puno vodio, učio i pomogao nam savladati bar te replike koje imamo u scenariju koje naši likovi izgovaraju da budu što prirodniji, što bolje, jer od toga zavisi film. За Наташа Петровиќ пак поуката е следна. Треба да се бориш затоа што го сакаш во животот и дека доколку си доволно упорен и веруваш во тоа што го сакаш, можеш да го оствариш. Само никогаш по потешкиот пат. Филмот Лазар беше прикажан и во Бугарија. Реакциите кои доаѓаат оттаму ги пренесува актерката која беше дел од овој филм. Имаше 2 прожекции на Лазар на София Филм Фест и мога да кажа, че минаха много добре. Публиката го хареса, включително и мои колеги, артисти, които гледаха, наши критици, така че мисля, че този филм може да се гледа навсякъде. Не само в нашите региони, той разказва една човешка история. Животната приказна за Лазар ќе може да ја погледнете и сами да извадите поука, затоа што филмот ќе биде поставен на репертоарот на Кино Милениум. Не треба да дозволите да ви раскажуваат, можете да го погледнете во нашето кино Милениум, овој нов македонски филм. Овде завршуваме. Нас ке не погледнете ако нешто пропуштивте на реприза малку подоцна на телевизија Нова или на tvnova.mk. Исто така следете на Facebook, затоа што таму можете да комуницирате и да се дружите со нас интерактивно. Утре 18:40, нов термин резервиран за ексклузивни, забавни содржини. До тогаш, убава вечер, Македонија. Поздрав!